Здраво за лавовите, добро дојдовте. Јајде да видиме каков ќе биде декември за вас. Повторувам повторно, како и во сите видеа до сега, имајте на ум дека се ова генерални тарот предвидувања, значи не може се што ќе чуете подеднакво исто да доживеете, или пак не може се што ќе чуете да во ист временски период да доживеете, за некои браките ќе бидат јасни и ќе бидат конкретно можеби за во декември. За некои од вас, ако не ви се јасни, а сте ги чуле, немаат смисла, можеби не се за вас, или можеби ќе ги доживеете подоцна. Но ние сакаме сега конкретно да се фокусираме на декември, да видиме што ве очекува вас во декември. Пред да започнеме, кратко, повторно, доколку ви се допаѓа сето ова, лајкувајте, споделувајте, коментирајте, претплатете се на каналот, тоа навистина нам многу не значи. Ајде сега да видиме што ќе се случува во животот на лавовите во декември. Некои лавови се разбира, некои лавови се во некоја ситуација во која не е непозната, не е нова, може би сте се нашли и досега во вакви ситуации. Меѓутоа, она што се случува сега е тоа што вие сакате да ја завршите оваа ситуација или пак да излезете од оваа ситуација на ист начин како и досега. Некои од вас сакате да го искористите најлесниот начин, најлесниот излез да го најдете, а некои од вас пак го наоѓате сакате да излезете низ вратата која е погрешна. Како ова подобро да ви го објаснам? Може би и тие што сакате на лесниот начин да го изберете, и вие другите, за сите вас поракава е иста. Ова не е вратата низ која треба да излезете. Што значи тоа? Погрешна е, затоа што можеби вие сте научени досега во ситуации вакви да само да излезете, да напуштите ситуацијата, да едноставно безболно да помине сето тоа. Меѓутоа, тоа никогаш не ја решава всушност па таа ситуација. И затоа ви се повторува во животот. И што сега се случува? Сега овој пат вие треба да го смените методот. Мислам, за да функционира и за ова некако вам да ви донесе добро, ако не на останатите, ќе мора да го смените методот. Затоа што овој пат може би и самите свесни дека не е ова вратата низ која се излегува, дека ова не е начинот кој треба да се искористи во ситуацијава. Едноставно ќе бидете во ситуација на статус кво, ни напред, ни назад, ни правите нешто, ни не правите. Но тешка е ситуацијата и ве измачува. Ментално ве измачува. Чувствувате како се да е против вас, како самите вие да сте си против себе си, не знам, едноставно ментално тешка ситуација, исцрпувачка ситуација. Затоа што не преземате ништо овој пат. Свесни дека врата, можете сте покушале вие, сте пробале оваа врата да искористите, не функционира, веќе знаете, и сега сте одлучили декември да бидете да не правите ништо. Меѓутоа, седите во ситуацијава, сте физички, а со умот сте некаде другде. И уште потешко е тоа. Уште потешко. Не може едноставно да бидеме среќни некаде каде што само физички сме присутни, тука ментално сме многу далеко. Односно, сакаме нешто друго, сакаме да бидеме некаде другде. Ке ве оптеретува во декември ситуацијава, но треба да знаете дека вратата не функционирала низ која сакавте да излезете, односно методот кој сакавте не функционираше, не е добар, и сега ќе мора вие да научите
како се завршуваат овие нешта, како се решаваат овие проблеми. А тоа ќе мора да го научите преку лекција, преку некаква лекција, преку некаква мора ова да го научите на поинаков начин, некако досегашниот. Овде мора да бидете вклучени. Дури ако е потребно и да, ќе биде можеби потребно, ќе биде конфликтна ситуација, па ќе мора да се изборите можеби за себе, може да се изборите за нешто. Зависи за што и да станува збор, дали ситуација беше лично за вас или за домот, за семејството, за работата, за што и да е. Овде ќе мора да научите да ги научите начините, методите, лекцијата да си ја научите. Како овие нешта се решаваат, како се излегува од ваква состојба. Ќе се надевате можеби на помош или ќе се потпрете на некаква сигурност која веќе ја имате, а ја имате, не сте вие без никаква сигурност или нешто кој знае колку лошо е, не, си имате, меѓутоа вие методов мора да го најдете. Начинов на кој многу лесно и едноставно се завршуваат нешта, ви нема да се повторат повеќе. И ако е потребна некаква насока од таротот и совет, тогаш таротот ве советува да погледнете подлабоко во себе, во вашето знаење, црпете малку од вашето знаење, вие имате некакво знаење, имате искуства и на некој начин во подсвеста длабоко знаете што треба да изберете. Длабоко ова знаете, само можеби не сте го правеле тоа досега, сте ги избирале полесните. И она што ќе се случува на крајот од нештово е можеби некој јарец ќе сака повторно да ви го замати, да ви ја замати перцепцијата, повторно ќе сака да ве насочува на погрешни страни, а ако не постои таков човек, таква личност во вашиот живот, тогаш ова сте вие и ќе сакате на некој може би, да речеме, неубав начин да повторно да го смените текот на настаните. Значи, внимавајте, може би на средината во сето ова, кога веќе ќе почнете лекцијава да учите и методите и да го учите начинот на кој се излегува, повторно да посакате да го искористите оној полесниот и да направите нешто како во минатото. Значи, внимавајте, ќе дојдете во искушение повторно да направите такво нешто. И тогаш само од вас и од никој друг ќе зависи какви методи ќе искористите и во која насока ќе продолжите. Значи, ќе можно да се случат некакви искушенија кои повторно може да ве вратат наназад. Внимавајте на тој момент. Препознајте ги, едноставно препознајте ги искушенијата. Вие сте помоќни од секој друго искушение, затоа бидете само внимателни, ништо повеќе. Некои лавови, вие кои се чувствувате неубаво, во смисол не можете да најдете работа или пак работата која ја имате не ве исполнува, не ве задоволува, едноставно ништо добро не добивате од таму. Или пак кажа, едноставно не можете да најдете работа, не можете да најдете нешто што вие од струката, од она што вие сакате да го работите. Вие треба да знаете дека треба да погледнете многу подалеку, што значи тоа може би треба да барате работа подалеку од вашето место на живење. А може би ова е само порака за сите вас, овие кои се пронаоѓате во ова, дека ќе се појави нешто месецов, ќе се појави некој зрак надеж или ќе дојде некаква понуда, меѓутоа ќе биде од многу подалеку. А тоа ќе бара од вас да го напуштите местото на живење, да заминете многу подалеку, може би и во друга држава. И што се случува? Ако е за вас поракава, некој во вашиот дом, во најблиските, ќе бидат загрижени
дали воопшто треба да заминете, тие ќе мислат дека не треба. И немојте да се колебате, затоа што ова е патот кој треба да го одите, ова е сигурно патот кој треба да го одите, колку и да изгледа сега тешко, комплицирано и колку и да сте неодлучни, одлучете се, затоа што таму некаде далеку на крајот на патот ве чека вас некаков успех. Ако пак вие сте тие кои се грижите за некој ваш кој треба да отиде далеку по работа, немојте да се грижите, тоа е патот по кој треба да оди. Таму каде што ќе отиде, таму припаѓа, тоа е средината во која ќе се снајде и ќе доживее големи успеси. Некои други од вас славовите, вие повозрасните, кои имате веќе возрастни деца, периодов вашите деца ќе се здобиат со некаков успех во кариерата, во работата или во школувањето, со некаква нова титула, со нешто, некакво подигање во ранг, што и тоа да значи, во што и да се вашите деца вклучени, ќе бидат подигнати во ранг. И вие тоа ќе го доживеете буквално како подарок од универзумот. Се она што сте фантазирале, што сте сонувале дека вашите деца еднаш ќе бидат и ќе станат, сето тоа ќе го доживеете сега, ќе биде навистина еден голем благослов периодов за вас во поглед на животот на вашите деца. Некои други од вас имате вие некакви компликации во врската или пак во бракот. Меѓутоа мислам дека повеќе во бракот. Вие во браков нешто не добивате. Се чувствувате како да сте сами. Да, сте во заедница, но се чувствувате дека сте сами. Зошто е тоа така? Затоа што можеби партнерот, партнерката, вниманието го посветува некаде другде, има некои други привилегии и ве изостава, несвесно или свесно, не знам, меѓутоа некаде другде своето внимание го вложува поголемиот дел од своето внимание и затоа вие се чувствувате така. Меѓутоа периодов нешто ќе се смени, можеби партнерот, партнерката нешто само прави, смислува нешто и ќе ви биде вам кажано што е тоа нешто и ќе ви станат работите појасни, за да знаете и за да не се чувствувате така осамени, напуштени и без љубов едноставно. И тоа би било тоа за сега. Тоа е она што можам да ви кажам за сега и јас се надевам дека ќе најдете нешто што ќе ви биде од корист и до следното. Чао, чао!